Со Преспанскиот договор се искина националното ткиво на македонскиот народ. Тоа е колективна траума со која се избришаа илјадниците македонци кои со смрт ја платиле цената за национално обединување. Порача историчарот Тодор Чепреганов по повод одбележувањето 75 години од граѓанската војна во Грција. За жал со Преспанскиот договор сега таму немаме македонци, туку имаме народ кој што зборува јазик кој што е различен од грчкиот. Се поставува и прашањето кои се тие македонци кои што учествувале во граѓанската војна, ако не ги именуваме како македонци, затоа што сега имаме антички македонци во Грција, имаме овде на оваа страна други македонци, кои се тие е големо прашање. Со постојаното отстапување од националните интереси, ќе дојде момент кога веќе не ќе може да кажеме дека во грчката граѓанска војна учествувале македонци, смета професорот Чепреганов. На научниот симпозиум порача и дека, иако војната била идеолошка, учеството на македонскиот народ било од национални побуди, како и во сите борби во кои учествувал тој период. Значењето на еманципаторскиот процес на македонците и јакнење на идентитетот, себе извојување како посебност од целината, што конечно довело и до формирање на сопствени македонски организации, на македонски воени единици и до слободна афирмација на македонските национални обележја преку примена на македонскиот литературен јазик, низ бројни образовни, културни и уметнички форми. Овие позитивни искуства биле пресудниот фактор кој придонел и во услови на прогонетост од родните огништа и раштрканост низ туѓите пространства, македонците да останат тоа што се. Тешката судбина на нашите предци од егејскиот дел од Македонија не ги спречила да творат, но и да продолжат да страдаат за татковината или да се докажат како важен општествен фактор, иако во туги држави. Порача од бројните граѓански организации на децата бегалци и нивните потомци, кои додаваат дека следна цел им е основање на културни центри и друштва, кои ќе придонесат поколенијата на оние кои не биле прогонети од Грција, да го научат македонскиот јазик. Инаку граѓанската војна во Грција е прв вооружен конфликт по Втората светска војна, кој траел од 1946 до 1949 година. Вмешувањето на странски воени сили го означил почетокот на студената војна помеѓу истокот и западот, а по завршувањето на војната Грција се приклучува кон штотуку формираното НАТО.